Накратко околу конвергентноста и апсолутната конвергентност на даден ред. За редот со општ член УК, К се движи од 1 до плюс бесконечност, велиме дека е апсолутно конвергентен, ако редот од апсолутни вредности или позитивниот ред дефиниран за овај ред, а тоа е редот со општ член, апсолутна вредност од општиот член на овај ред конвергира. Да забележиме во вториот ред општ член ни е апсолутна вредност од општиот член на овај ред. Уште еднаш, за овој ред велиме дека е апсолутно конвергентен ако редот со апсолутни вредности конвергира. Редот со апсолутни вредности дефиниран за овај ред конвергира. А како се дефинира тој бесконечен ред? Па тој е бесконечен ред со општ член апсолутна вредност од општиот член на овој ред тука. Наравно имаме една теорема. Ако редот со општ член апсолутна вредност УК, К се движи од 1 до плюс бесконечност, конвергира, тогаш и редот со апсолутна вредност УК, К се движи од 1 до плюс бесконечност, конвергира. Да видиме последицата, да видиме една последица од оваа теорема. Да забележиме, тука имаме услов П, тука имаме заклучок Q. Ако важи П повлекува Q, тогаш е точно и не Q повлекува не П. Ајде да видиме што би значило не Q. Значи ја пишуваме последицата од оваа теорема. Некој би значило дека овај ред тука не конвергира, односно дивергира. Имаме ако, пак имаме импликација, ако имаме негација на Q, тоа е редот со општ член УК дивергира, тогаш да видиме што имаме на десната страна од импликацијата, не П. Негација на ова тука. Тука имаме редот, бесконечниот ред со општ член апсолутна вредност УК конвергира. Негација на тоа е бесконечниот ред со општ член апсолутна вредност од УК не конвергира, односно дивергира. Па така, тука може да запишеме тогаш редот со општ член апсолутна вредност од УК, К се движи од 1 до плюс бесконечност, дивергира. Значи, ова е последицата од оваа теорема. Или поинаку кажано, што значи ова? Ако даден ред дивергира, тогаш тој и апсолутно дивергира. Да се вратиме на оваа дефиниција дадена тука. За редот со општ член УК, бесконечниот ред со општ член УК, велиме дека апсолутно дивергира ако редот со општ член, апсолутна вредност од општиот член на овај ред дивергира. Па така, последицата еден може да ја кажеме, да ја кажеме со други зборови на следен начин. Ако даден ред дивергира, тогаш, бидејќи овај ред дивергира, може да кажеме дека дадениот ред е апсолутно дивергентен, односно апсолутно дивергира. И имаме уште една дефиниција тука. Ако даден ред е конвергентен и не е апсолутно конвергентен, тогаш за дадениот ред велиме дека е условно конвергентен. Значи може да се случи даден ред да биде конвергентен, но да не биде апсолутно конвергентен. Односно даден ред да биде конвергентен, но редот од апсолутни вредности дефиниран за дадениот, за тој исти ред, да дивергира.
Дали може даден ред да биде апсолутно конвергентен и да биде дивергентен? Не може да се случи. Вече во тој случај оваа теорема не би важила. Значи не може редот да биде истовремено и апсолутно конвергентен и дивергентен. Но обратното, даден ред да биде апсолутно дивергентен и истиот тој ред да биде конвергентен е возможен случај.